Хусни Хамзиќ е роден со оштетен слух, но има златни раце. Иако работел како молер, тој се занимава и со сликарство, црта на платно, па дури и на картон. Неговите слики се вистински уметнички дела. Некои од нив се закачени на ѕидовите од Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Тетово. Од Сеница е роден и на 7 години тато и мама продале куќата и дошле тука во Тетово. Не знае уште каде има училиште за глувонеми. Да. На 7 години чекал. На 7 години. На 14 години отишол директно у средно училиште у Скопје. Да, кога ќе заврши со работа, дома, у слободното време, почнал да црта. Од мал, од 10 години, да, самиот се научил со водени боици да црта. Сдруженијето на глуви и наглуви лица во Тетово постои дури од 1956 година. Преку него оваа група на граѓани ги дознава потребните информации во однос на нивните права и можности. Најголем проблем за нив велат дека е вработувањето. За предизвиците со кои секојдневно се соочуваат, ни раскажа председателот на Сдруженијето Хафезат Ќамили. Значи, работа на ова сдружение е да ги организира младите за нивно образование, за нивно образование во училиштата, специализирани училишта во Битола од 1 до 8 и во Скопје, средно училиште. Факултет нема во Македонија, само у Хрватска има. Проблеми на прво место висе вработувањата. Прво, добро, ќе завршите училиште, барате работа. За вас глувите малце е потешко. Така? Да, така. Значи шивачи, да, чистачи, бравари, имате бравари, картонажа, да. Овде тешко у Тетово. Најдобра работа за вас глувите е печатница. Значи, сите у печатница сакаат да работаат. Сдруженијето е едно од најстарите во земјава, број над 200 члена од 6 општини во регионов.